Улога на предприемништвото и значењето на малите и средните предпријатија е препознаена од креаторите на политиките во ЕУ стратегијата за раст Европа 2020, во која како посебна иницијатива се издвојува поддршката на малите и средните предпријатија и предприемништвото како целина. Во таа насока, ние како Министерство за економија, во рамки на годишната програма за конкурентност, иновации и предприемништво, реализираме мерки и активности, чија цел е создавање на поттикнувачка клима за отварање на нови и зајакнење на постојните микро и мали предпријатија во Република Македонија. За таа цел, ние имплементираме 13 мерки во склоп на ова програма и можам слободно да кажам дека ова година од страна на Министерството за економија се поддржани над 140 мали и средни компании, над 10 занаетчии, но истовремено и здруженија. Истовремено морам да кажам дека ова година како Министерство за економија сме им помагнале и на Универзитетот Мајка Тереза да основа технолошки парк, што ќе придонесува на сите студенти, но истовремено и на сите компании, за да бидат во склоп на трендовите, но истовремено да ги поврзаме универзитетите директно со малите компании, што е и цел на владата на Република Македонија, имајќи го во предвид барањето на деловната заедница што се однесува до работната сила во Република Македонија и работните луѓе, мислам универзитетите, но истовремено и средните училишта, да воспоставиме дуално образование кои ќе бидат во склоп на барањата на деловната заедница во Република Македонија. Јас морам да потенцирам дека за да се направи избор на најуспешните е многу тешка и одговорна задача, бидејќи е многу голем бројот на оние кои заслужуваат да бидат наградени поради нивната храброст за преземање ризик, нивната иницијативност, способност за планирање и менаџерски способности за реализација на... Годината беше можеби исполнета со најбројни и најголеми предизвици до сега, не само од регионот, туку и оние кои што беа во Република Македонија, наши внатрешни политички, кои што влијаја значително и врз економијата. И затоа не беше навистина за изненадување кога видовме дека оваа година всушност има најголем број на кандидати кои што ги исполнуваат критериумите за да влезат во изборот, во потесниот избор за предприемач на годината. Од 70.000 активни деловни субјекти минатата година, издвоени се 112 предпријатија, од кои 70 мали и 42 микропредпријатија. Во овие 112 предпријатија работат скоро 2000 вработени, прават приходи од 76 милиони евра и добивка од 8 милиони евра. Сите ги контактираме, пополнуваат прашалници и на крајот се гледаме и лице в лице. На крајот се прави изборот.